Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Подкастот во кој, или интерток шоуто, ако веќе сакате, во кој доаѓаат оние кои веќе имаат биографија, за разлика од некои други, каде што доаѓаат оние кои сакаат таму да направат биографија. Ама тоа е нивни проблем. Наш проблем е на звездите од македонската естрада и не само естрада, и од политиката, и од спортот, и од културата, и од уметноста, и од, не знам, модата, сите оние кои доаѓаат, да им отвориме душа, да го кажат она што имаат да го кажат, она што го знаеме да го потврдиме или демантираме, она што не го знаеме ексклузивно за прв пат, да го кажеме, за нештата да бидат појасни и за вас, и за нас. А и, како во секој издание и денес, уште една ексклузива. Човекот кој е роден на денот на, како се вели тоа, востанието на македонскиот народ против фашизмот 11. октомври 1900 еди која си година, како Ѓорѓе Васич, ама по тоа име, освен во документите за лична идентификација и во, веројатно, официјалната комуникација, ниту дома повеќе така не го ословуваат. Најверојатно само по прекорот кој ќе му направи и приватно и професионално кариера. По едукација градежник и ќе работи едно време на професијата. Несуден првак во гимнастика, иако бил и младински репрезентативец, ама некои нешта, кој знае кој ќе слушнете, го откажале од спортот, па се свртал кон музиката. Кога е музиката во прашање, еден од пионерите на македонската акустичарска сцена, еден од создавателите, кон крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите, со тогаш мега популарната акустичарска група Макакус. По распаѓањето, соло кариера, настапи, фестивали, манифестации, солистички настапи, мношто песни, ама една ќе му го одбележи и животот и кариерата. Песната за трагањето по љубовта на најголемиот христијански празник. Напишана биографска, ама не автобиографска. Иако има врска со неговото семејство. Ќе зборуваме и за тоа. По таа песна ќе направат и неколку други разни преработки, кавери, други верзии, ама оригиналот си е оригинал. Ке се опроба и во политиката, ке се опроба и во телевизиското водителство, ке работи и со децата, ке се опроба и во нашава професија во новинарството, како уредник на портал, собственик на собствен портал, ама сите го препознаваат не како Ѓорѓе Васич, како едниот и единствен Джина Папас Џокси. Добре ни дојде. Здраво, Тони. Све кажав да си одиме? Кажа. Ја не знам што, само сега треба да ги разглобиме точки. Да, се точка по точка. Да. Ај од прво, Џокси сега. Мене тоа ми личи као она, кој ти го даде прекаро, зашто Џокси, ко Пикси и Дикси ми личи, они од цртаните филмови. Со препознавањето на името, само тоа да го надодадам на се тоа. Бев на една клиника, Битпазар, каде што чекав на поправање на заб. Так. Забот ненормално многу ме болеше и дојдов меѓу првите. И нели се остава книжката и после чекаш да те прочита за да дојдеш на преглед. Да те викнат, да те повикат. Помина 1 сат, 2 сата, 3 сата. Никој Ѓорѓе Васич не го вика. Никој не ме повика од амбуланта. И на крај гледам дека сестрава става клучна. Да, браво. И ми вели, викам, чекајте полека, викам, а јас? Ама, кај ви е книжката? Па викам, ете, викам, кај вас ја оставив. Не, таква книжка, вика, нема, вика, со ваше име. Викам, како не, вика, мене е он дека. И таа се враќа, ама не сте вие ова? Ја отвара, ја чита, вика, гледате, Ѓорѓе. Да. Па викам, тоа сум јас. Вика, 5 пати ве читав. Тоа значи дека ни јас самиот веќе многу ретко се одзивам на да собственото име и презиме. Кој ти го даде Џокси прекарот и зошто Џокси? Па прекарот ми го даде еден мој школски другар и тоа на она екскурзија низ Југославија кога одевме. Сега не знам која му доаѓа, 70 и лева година, трета, четврта, така нешто. Тогаш бевме трета година средно и се шетавме во доцните утрински часови
по Тиволи. Во раните утрински Во раните утрински часови, во Тиволи, во Љубљана. Так. И нормално ние бевме весели, раздрагани, се шегувавме на сето оно што ни се случуваше во денот. И од никаде се појави полицаец, односно милицаец тогаш, Така. каде што што е сега ова врева тука? И ние Мукла. почнавме да се смееме, значи во себе. Дајте лични карти, а ние немавме лични карти. Малолетни. Уште малолетни. А вика, немаме лични карти. Како сте дошле до тука? И се му раскажуваме во она. Како се викаш ти? И му вика на тој, на Звонко, вика, ја вика, Попси. Попси. На Димитар, вика, ти како се викаш? Ја вика, Димси. Добро. Ти? И ја почнав да се смеам многу јако. И Диме вика, он вика, Джокси се вика. И Од Джоко Джокси. Да, грајсите исполегавме долу. Дури и полицаецот, милицаецот почна да се смее. Вика, ова да не ви биде во навика, а вика, ние сме само вечерва тука, утре заминуваме. Океј, инаку да знаете, вика, ова е студентски град и во студентскиот град нема бучава, мора да биде многу мирно, затоа што веќе наредниот ден студентите треба да одат на предавање. И тоа беше толку, меѓутоа прекорот остана. Джокси. Димитар Буров ми го даде прекорот Джокси. Джокси. Сега, многу години подоцна на тоа Джокси го додаде она Джина Папас. Јас знам дека сум слушнал, а и мислам дека си го кажал негде, дека она Джина е сушност името на мајка ти, Така. покојна Гина, Така. која се вика Гина, потеклото од Егејска Македонија. И сега Гина не звучи машки, ама Джина може да звучи машки, па е Гина или Джина, како би се прочитало на англиски или како му доаѓа, или не знам веќе на кој јазик. А зошто Папас? Папас е од Од папус, од дедо. налетав на војната книжка на дедови. Така. И каде што Димитраки Костас Папас. Папас. А, тоа грците го прекрстили. Да. Значи, мојот прадедо, односно По мајка таткото, да, морам се за мајчина страна. Значи, мојот прадедо, Коста Попов, бил поп во селото. во селото. Меѓутоа, поп на грчки е Папас. Папас. Значи, оттаму. Тоа е земено чисто ради звучност, не ради нешто да паѓаме во несвест. Така, нели? и стана Джина Папас Джокси. Да, а Джина мајка ми си ја викавме дома на Галено Джина. Така. И од тоа дојде. Многу се шегувавме со неја затоа што личеше на Джина Лоло Бриджида. Така. Ме разбираш? И така, мислам, она во фамилија си е Гина. Баба, дедо, сестри, тетки, она Вујковци, Гина си ја вика. Овие што не Инаку- знаат, од нови генерации Джина Лолобриджида е инаку една од светските познати актери. Италијански, да, Така. глумици. Актерки. Инаку, дома си ја вика така, иначе вистинското име е Евгенија. Евгенија, добро, Гина. Значи Така. од Евгенија, Скратено Гина, скратено нагалено поточно Гина и така. Никогаш не настапуваше под името Ѓорѓе Васич. никогаш. Зошто? Никогаш. Па не сум имал можност. Затоа што Како не си имал стотици настапи? Да, меѓутоа претходните настапи ми беа под Макакус. Таму се јавував како автор на музика на текст. Ама не пишуваше Меѓутоа- Ѓорѓе Васич, меѓутоа, пишуваше никогаш Джокс. не. Со Пишува. Макакус Васич Ѓорѓе писува. Така. Еве и ако постои таа снимката од Младински фестивал во Суботица, Суботица. значи има се гледа автор на музика, автор на текст кој е и што е. Така. Од кога станав Джина Папас Джокси, а тоа е 87 година, тогаш направив еден солистички концерт во МБУЦ, во хорската сала, каде што по некој си терк собрав поети, собрав ликовни уметници и заедно направивме еден заеднички концерт. Тогаш првпат се представив на македонската јавност како Джина Папас Джокси. И од тогаш Си Джокси. Джина Папас Джина Папас Джокси. Да. Спомнав во најавата за малку
ќе беше Мирослав Церар, а не Джина Папа Джокси, ќе беше познат гимнастичар, а не познат музичар, односно кантавтор. И тоа Се бавеше со гимнастика. Како тргна таа приказна и зашто престана? Тоа веќе е во осмолетка. Значи јас како ученик на основно училиште Цветан Димов во Чаир, имавме прекрасен наставник по физичко, Миле Чатал, сите го знаат, стара скопска Школа. И Миле Чатал ми вика, слушај, ти не си само вика за кошарка, бидејќи кошарка играв. Кај бе кошарка метари Па, знаеш што, Зора Славнич, ово, она. Така. Ќе те препорачам да почнеш со еден друг спорт. Бидејќи тогаш наставниците по физичко одеа по наставен план и програм, не како сегашниве, да им топка на децата па нека играат, трчаат. Бидејќи тој по часовите по гимнастика заклучил дека има нешто во детето. Те бива. Па, бидејќи тука ни беше близко Партизан Методија Митевски Брицо, го викна Минче да дојде. Минче кога дојде, со мене имаше една генерација гимнастичари, Добро. значи од 7-8 души, кои интензивно се занимаваа со гимнастика. Тогаш тој не зема целата таа екипа и не пренесе во ДТВ Партизан Методија Митевски Брицо. Што ти беше специјалност Джокси? Кој со рачки, кој без рачки, карики? Кој со рачки беше моја специјалност, меѓутоа и разбој. И разбој, не добро. двовисински, него машки. Да, машки. Разбој. Меѓутоа ги вежбав сите 6 справи. Ти со Перо Камиказа уствари си вежбал, и тој беше у тоа време. Тој период кога и Камиказата беше, само он е нешто помало од мене. Така. Тоа е онаа година кога на малите олимписки игри ја бев севкупен победник. Значи од 6 справи на 4 бев прв, на една бев втор и на една бев трет. Севкупно во вишебој бев прв. Зошто прекина таа приказна? Приказната... Имаше ли момент кога мораш да се одлучиш меѓу спортот и музиката? Не беа поврзани спортот и музиката. Музиката дојде отпосле, кога прекинав со гимнастика. Едноставно се подготвувавме за едно европско првенство, клубско европско првенство во Виена. Јас тогаш преидов во Партизан 3 во парк, кај Рајчко, кај Јован Рајчковиќ. И она женска екипа на Македонија, која беше и дел од југословенската репрезентација, и она машка екипа со Павле, со Трајче, со Пенчо. Добро, и да ги спомнам, така? Така што и јас како најмал се најдов дел од таа екипа. Меѓутоа, ние по 12 часа работевме. Јас тогаш не бав некоја дополнителна исхрана за зацврстување на суплементи, што ги викаат овие денес. Да. Така што во еден период од тие 12 часа јас се изгубив дома. Паднав, се кажеме, во несвест. Ти се слоши, да. Завршив во болница и морав да ги испуштам тие. Да ги пропуштиш тоа надпреварување. Тоа надпреварување. Кога се вратив, веќе не бев во некоја нормално желба имаш да се вратиш и да вежбаш. Меѓутоа докторот ти вика дека на таков начин, со таква искрена, нема шанси. Значи мораш да прекинеш едно известно време, па ако ќе видиме со додатен лекарски преглед, ќе видиме дали ќе имаш можност да продолжиш понатаму. И меѓу време у тоа ќе видиме веројатно дојде музиката влета. Во меѓувреме барав стипендија. Добро. И тогаш од Гимнастичкиот сојуз на Македонија
А стипендијата на што се однесуваше? Само на една автобуска карта, пропусница, од Чаир да дојдам до Центар или до центар и да се вратам назад. Значи, ништо Што не би беше рекле нешто повратно. екстра плюс. Тоа е ученичка. Да. Многу безобразен одговор добив, не си ти Миро Церар, Ау. за да добиеш стипендија и тоа остана Јака на стипендија. толку. Јака стипендија. Сега да прашам, зошто никогаш не запиша ниту средно физкултурно, ниту средно музичко, туку отиде у средно градежно? Беше желба твоја или некој, не знам, родителите те натера или како тоа? Нормално дека желбата ми беше да запишам средно физкултурно, па после и понатаму. Меѓутоа, логиката на моите родители, ние немаме никаква врска во физкултурно, за да бидеш спортиста или не знам било што во таа бранша. Татко ми работеше како правно лице во градежно Радко Митровиќ. И имаме врска во ГУЦ. Имаме врска во ГУЦ. И затоа бичеш ти тат инженер. Опа. Разбираш? Што се испостави како грешка. Јас бев дел од школскиот оркестар и немаше петок, сабота за да не правевме забави. Јас со акустичната гитара, бендот со онаков каков што е, нели? Дури стаса и до директорката, Чемерска, и таа еден ден ме викна, заедно со професорката Славка Арсова, по македонски, да ми дадат совет, дека таа беше многу конкретна, многу јасна. Мојата другарка е директорка на музичко, додека сум јас тука и додека е таа таму, можам да направам да се префрлиш. Да. Арно, ама дома? Јас тоа него направив, да. Тогаш кажи му на татко ти да дојде на разговор. Татко ми дојде, разговараше, меѓутоа не дозволи јас да... Не се согласи човекот. Не се согласи. Јас морав да го завршам ГУЦ. Изгубив една година баш поради гимнастика и поради боледувањето. Имав од 12 предмети 11 кеца и само физичко 5. Значи понављач што би рекли. Повторувач. Повторувач. Меѓутоа не класичен повторувач, него повторувач како го кажува они со ненамера. Ми дозволија за да принудни причини, ајде да речем. Ми дозволија во јануари за да ги положам испитите, меѓутоа сакал јас некој морав да ја изгубам годината и со друга генерација го завршив средно градежно. Подоцна дојде Макакус или тука некаде во тој период. Зошто акустична група? Тогаш беа у 70 години на рок бендови, време на Deep Purple, на Led Zeppelin, на не знам Black Sabbath, а ви акустика. Па тоа е оној период, да кажеме, кога јас бев во еден севдах. Така. Ај се така да се изразам. Приватно мислам или? Па приватно. Знаеш зошто? Затоа што прекинав... Љубавен бил, ако да преведам. Или влюбен. Значи, прекинав нагло со гимнастиката и јас ја земав гитарата во своји раце. Тоа веќе беше 3-4 средна. Тој е оној период ја кога и имав проблем со македонскиот јазик, кога професорката ми препорача да бидам дел од некој културно-уметничко друштво, односно дел од некоја театарска сцена како би можел да го совладам говорот, бидејќи јас во Цветан Димов учев на српско-хрватски јазик. Так. И така се запишав во академска сцена Мирчацев, так. каде што бев скоро 3 години. И почна размислуваш за Макаку, за правење група? Не, туку ја користев акустичната гитара за да создавам песни од оние рецитали кои ги изведувавме со Мирчацев.
Така што сите оние джинглови, сега што ги нарекуваме, Така, сите оние паузи, така. јас ги правев со акустична гитара и измислував музика за одредени текстови. Ние со тој рецитал бевме на едно југословенско такмичење и земавме прво место. Така веќе со еден круг на мои другари, пријатели, почнав и некако музички да размислувам. Направив една музика на текст Шлитен лид, тоа е веќе четврта средно, по германски, со Ацо Стефковски, другар мој школски, од клас, земавме прва награда во МКЦ, Така. на такмишење на јазици. Von Himmel herunter Kinder Juche, verhuiten den ganzen Tag. Ja, verstehen. Alles verstehen, ja, natürlich. Дага. И ние додовме до таа награда. Меѓутоа, сето тоа ме наведуваше за да почнам да размислувам, да правам група. Зошто? Бев на аудиција во Радио Скопје за пеач. Не те примија? Чешларов ми рече, брат, ти нема шанси. Ти си антиталент. Да, ти нема шанси ова да го правиш, затоа што не си ти тој. Знаеш ли ноти? Не знам. Како ќе пееш ако не знаеш ноти? Ај. Тоа му беше Ето веројатно изговор бил. Да. После другата година бев повторно, ама сега кај Славе Димитров. И Славе Димитров ми вика, знаеш што, ова е се убаво, ама вика, имаш ти сосема друг начин на израз на пеење, тешко вика дека ќе можеш вака да се пробиеш. Не си за Скопски фестивал, што би рекол. Не си за Скопски, да. Они кога ќе дојдеш таму на аудиција, те гледа као пеаш за Скопски. За Скопски фестивал. Да, не сум бил. Што би рекле, шлагер сингер. Пред тоа бев и кај Александар Џамбазов, бидејќи еден школски ме однесе кај него, и ми вика ќе одиме, вика кај Чичко Ацо, ама знај, вика таму, вика има еден син, вика така малку откачен. Немој, вика, да се изненадиш. Де погоди кој е? Немој да се изненадиш, вика, ако ни влезе, не знам од некаде. Добро, вика. Добро. И првото едно звонче вака што ни е на врата. Гледаме, вратата се отвара и сега чекаме некој да излезе. Меѓутоа не излезе од вака, не излезе од озгора. И го гледаш, вака, ајде, влезете. Да. И влеговме внатре. Овој да ги земе лентите од Скопски фестивал, да ги украси станот пред Нова година. Конфети направил од нив. Пред Нова година. И така. Тоа ни беше, он беше у тоа фаза кога снимаше тоа, како се вика, Самарче. Така. И ништо, тогаш не прими. Слава у глава, што би рекол. Не прими Џамбазов, да, ми даде одредени совети, не како да пеам, туку на кој начин да ги компонирам песните, што нормално дека сум му благодарен. И од секој од овие гостувања, така да ги наречам, приврав по некои податоци како да се однесувам. И како настана Макакус, не ми кажа? Макакус настана веднаш после тоа. Што е кратенко од македонски акустичен. Да. Така. Веднаш после тоа, година дена две, значи некаде 77. Ти си основачот, иницијаторот? Да. Некаде 77 година. А меѓутоа, чекај се, бев дел од една група која никад не свирала. Како е група? Да. Што група сте били? Терористичка? Група во која учествуваше, во која беше лидер Перо Камиказа. Опа. Бруката се викаше Бони Топ. Бони Топ. Да. Овие бомбачи. 16 души внатре. Ау. И очи си немаме видено еден со друг, ама направивме концерт на фудбалското игралиште на Брегалница во Скопје, во Штип. Пак што свиревте 16 души? Правивме директен пренос од таму, кај Гордана Георгиева се вклучивме во програмата, Перо, треба да ти каже. Затоа што тоа беше него. Ние кај Перо дома собрани и правиме джева. Деме кај стадион, кај деме
разбираш, публиката вришти по нас. А вие сте се фолирали уствари? Да. Лажевте дека сте на стадион, а идавте живо на радио? Да. Браво! Да, па дури од после кога видов дека од тоа нема ништо, ја направив Макакус заедно со Орша. Орце Чунихи. Да. Со Орша, меѓутоа тоа после беше дел Јабланот го викнавме, па Александр Цики, Стефановски, добро. да, па Цики, Силвана Боневска, па после ја викнавме и Викторија Анѓушева, глумицава, и бевме 4-5 души. Цевка, Јане Перов, подоцна? Јане дојде во втората постава, Так. кога се вративме од војска. Так. Ние моравме, нели, тогаш таков беше законот, дека мораш, сакал некел да бидеш дел од Југословенската народна армија. И јас и Јорша заминавме, меѓутоа претходно направивме во МКЦ еден целовечерен концерт, проследен со гости и со доста поети кои читаа поезија. И тоа. Паметам дека у тоа време бевте прилично популарни, ама како сте како воопшто акустичарската музика не опстана како не знам, преку ноќ да исчезна, како времето да ја згази или не знам како да кажам, овие рокерите некако беа подоминантни. Не, види, денеска основа на секој кантавтор е гитарата. Може да биде и клавир, многу ретко, или некој друг инструмент. Меѓутоа, сакале некеле, тука е гитарата, таа е присутна. Значи и тие рокерите... Клавир на плажа тешко се носи со гитара. И рокерите своите песни си ги прават на акустична гитара. Ја мислам дека ние сме предвесници на амплак свирењето. Затоа што ние цел живот го правиме тоа и одеднаш... Амплак комплет. Да, и одеднаш на MTV. Од основање на распад. Ама тоа излезе во MTV тамо негде 87-8, така нешто. Разбираш, кога ние веќе се распаднавме. Тоа е тоа. Зошто? Едноставно, се тргам од себе, меѓутоа ние повлековме и доста голем број на групи од Македонија да се занимава со таа музика. Затоа што ја ќе кажам кантатори од типот памтам Војо Радевски дека беше у тоа време, не знам, Јаков Дренковски разбирливо, женска група Шарм со Жаклина Штефковска, така. И не знам, имаше и други Аљоша Симјановски, Позиција Ман со Драган и така имаше. Акустик кој беше? Цела сцена, добро, не е битно. Значи сите тие, пази. Прво и основно, тој најприступачен инструмент со кој можеш да создадеш музика. И најефтин за почеток. И за тоа да не правиме муабет. Меѓутоа, осем кавалче ако не свириш, мислам. Меѓутоа тогаш во Македонија и многу неефтини, туку многу шклја гитари се правеа или се увезува. Немаше квалитет. И не знам. Разбираш? Ние гитарите, ако некој ни донесе од страна, па да купиме некоја квалитетна гитара. Така јас и дојдов до Овејшенот и цевката дојде до Ибанезот сосема некој случајни канали, да. Ме разбираш? Да и така што ние имавме две добри акустични гитари. Ацо имаше кубуреше со конги, затоа што ние купувавме тарабуки. Јасо Богдановски подоста нокаут го знаат помлади. Така, Ацо конга, не. Ние му купувавме тарабуки, една поголема, една помала од Биспазар, па ги спајавме со селотейп, разбираш? Па така комбиниравме некој тон. Дури од после Ацо по нарачка си доби конги. Никогаш не пееше во рок група, имаше понуди или не? Пеев во Морал. Добро, кратко во Морал. Јас сум првиот пеач на Морал. И тоа не кратко него, кратко, ајде пола година, да кажеме 10 месеци. Имавме една турнеја низ Македонија, заедно со Бастион.
После Орша дојде. Колега ти од после дојде Орша, да, после Владче мене. на крај покој. Значи дојде од кога ја заминав за Сплит, нели? Така. Со Морал снимам цел албум. Меѓутоа тој албум се уште Не издаден. не е објавен. Ја не знам Славчо што не го чека. Мислам што чека за да се објави. Има ли вистина во тоа дека си можел да бидеш на местото на, не знам, Панки или Владо Јанески или не знам кој, дека Роберт Саздов ти нудел да правите група и сте се договориле? Да, гледа што го заборев. Не, ја не го заборев. Ја го знам. И дека било се окей и утрината сте требале да идете негде да снимате, те барал на фиксер, не си му креол, ти звонел на врата, бевте соседи. Не. Бевте соседи во Чаир, да кажам, па ти исправиме. И вели, отвараш врата и викаш, извини, јас се премислив. Не. Кој се он што си... Кој овај Роберт го кажува? Не. Кој се он што се увртел луда? И како беше? Ајде да чуем твојата верзија. Не, ја снимивме песната. А така? Да. Ајша, Анама, така нешто. Ајша, Анама, да. Да. Ја снимивме песната и то у МТВ, у М1. Песната е снимена со мене. Меѓутоа, Зошто не продолжи? затоа што јас веќе со Макакус требаше да снимам албум за ПГП РТБ. Аха. Не ради нешто друго. Тоа беше 82 година. Годината ја паметам. Тоа е веднаш таа година кога ги земавме наградите на Суботица и тоа прва награда публика, втора стручно жури. Тоа не е нешто за фрлање. Така е, така. Ме разбираш? Требаше да го искористиме моментот за да ги снимиме тие песни, односно да ги внесеме во ПГП РТБ. Тоа е веќе друга приказна што не одбија. Меѓутоа јас ја снимив со нив, меѓутоа не можев да продолжам понатаму. Так. И после они, не знам кој дечко викна, не е Панки. Не е ни Владо Јаневски. Не, мислам дека е Буран се викаше. Како? Буран ми се чини дека беше турчин или албанец која пее песна. Тоа не е за Конкорд? Не. Не знам. Не, Конкорд е друг човек. Не знам. Како и да е. Генерално, Джокси зошто пропадна акустиката? Ја сгази времето, ја надмина технологијата или зошто денес нема, да речеме, нов Боб Дилан, нова Джоан Баес? Или има? Па не ги знаеме. Па има ева овој Еш, како го викаат. Ед Ширан. Да. Сега имаше концерт во Токио, а он излезе само со акустична гитара и он сат и пол, 2 сата со акустична гитара го имаше концертот. Така. Значи, тоа не е до тоа дека е изумрено, него кој на кој начин љуби за да се представи пред публика. Ти 2 сата да свириш на акустична гитара и само кој ќе ти дојде хитот, да те ја пеат сите. Тоа се замисли, јас да излезам и ја да им кажам, ќе правам концерт, само јас и акустична гитара и сите мои песни да ги свирам и на крај да ја отпеам на Великден и сите да ја пееме заедно. Ме разбираш? Тоа е тоа. Значи, не е изумрена. Кој како си има перцепција да се изрази музички. Затоа го бира инструмент. Така, ги спомна концертите. Минатата или предминатата година, беше сега не ме држи, во Public Room имавте акустична вечер. Да. Ти, Јаков Дренковски, Ајлјошак, Јаблан, кој беше Жаклина Стевковска, така ли? Значи, кога сме кај Жаклина Стевковска, спомнавме женската група Шарм, добри сте пријатели, ама бевте и повеќе во тоа од младоста. Па, слушај, она, ако не ништо друго, ми се обрати, беше 2 година средно. И ми се обрати, као демека сакаме и ние да бидеме како вас. Добро. И ние... 3 женски, колку беа? 3 женски беа. Они немаше проба наша за да не ја следеа. Так. Немаше проба за да не бидат присутни. И колку можевме ние, колку можев јас, ние работевме со нив. Меѓутоа, знаеш не може да бидат како нас. Ние веќе... Те прашам, кај се изроди емоции, остај ги ти нив. Тука сакам да ти кажа. Значи, не можеш да ги врзиш емоциите за да бидат толку блиски, затоа што они свират сосема еден стил,
ние свириме сосема трет стил. И тоа беше толку. Така што они веќе почна има еден свој пат на од, јас веќе тогаш заминав за Сплит. Ние последната песна... Зборувам за приватните емоции, Джокси. А не, немаше нешто... Нешто не знам што. Да, не. Добро, ако биле приказки тогаш. Не. Пази, јас тогаш имав една многу цврста, јака врска. Ама сега да те прашам, кај исчезна љубовта, остана пријателството? Не, чисто ние си бе... Да, слушав, али... Сега, ако јас се дружам со тебе, тоа не дека ја и ти сме пара. Денес времењава се, не дај Боже, ти зваат муавет, иначе. Можеш се да се случи. Не, немаше такво нешто. Добро, Ја па музички, гледаш кај све музичко ти терам. Што сме имале, како сме имале. Велиш, имав јака врска тогаш. Тоа е овако, ти денес сопруга или сопругата дојде подоцна? Не. Тоа е друга девојка. Друга девојка. Друга девојка. Меѓутоа таа не беше причина што заминав за Сплит. Причината беше сосема, да. Не само работата, туку јас избегав од овде од друга причина што носефе обетка, лакирани ногти, црни, жути, зелени, бели, шатирана коса. Фирмата каде што работев беше... Почна чудно те гледаат и муабети ја ти вадат. Тука излегува муабети. Па си ти мушко или женско? Фреди Меркюри. И тоа. Тоа беше единствената причина што заминав, мада се раскинавме и со немавме каде, откако ги земавме наградите нели на Макве, на Суботица, останавме само тројца, јас, Јане и Јаце. И кога решивме дека ние тројца треба да се занимаваме со музика професионално, тогаш последна песна снимивме електронска, обоена светлина се вика песната. Ја снимивме со Кирил Џајковски. Тој ни помогна да ја акустиката ја средиме во електроника. Да. Таа ни беше последна песна. Тука е комбинацијата помеѓу акустика и електроника. Так. Тоа е она што што можеме да направиме спој, меѓутоа ти реши да заминеш. Имаше понуда за Хрватска, предлог или заминапан за што биде? Не. Со фирмава отидов таму како менаџер на фирмата. Так. Па добри 8-9 години таму ги поминав. Зошто не проба да направиш нешто на музички план во Хрватска? Имаше обид. И како тој заврши? Имаше обид, значи ова е се прв некој да ми постави вакво прашање. Значи имаше обид и обидот беше Сплитски фестивал. Аха. Тончи Папич, мојот пријател, веќе покојан е. Така. Кога се здруживме, кога се спријателивме, ми вика, Липи мој, каже... Липи мој. Да. Уради ти, каже, некој писмо да ми, каже, пошалјемо на фестивал. На Сплитски. А каже, ја имам. И ја, да, ајмо. Песната се викаше Примадона. Добро. Многу едноставна песна. Има ја оцвирев на гитара. Направивме еден демо снимак. Добро. И демо снимакот, бидејќи нормално, тој ги знае луѓето во... Им го даде, им го однесе. Да, им го предаде и беше директно слушен од директорот на фестивалот, се не ми текна. Тоа се беше 85-86 година. Од прилика. И ми вика, знате што, каже, овој, каже, добро, урадичемо би тоа, склопичемо све, направичемо како што треба. И оставите то мени. Меѓутоа, Сплитски фестивал е еден фестивал кој во тоа време имаше 350-400 илјади копии продавано. Значи, најпродаван не фестивал, него и од групите, да. барабар со Лепа Брена. А таа година Лепа Брена и Мирослав
Илич. Илич или Мирич, како се вика тој? Илич. Има дует песна пратено на Сплит. Добро. Меѓу првите кои се крена беше Тереза Кесофија, да ако тие пеат на фестивалот, Нема да пеете. ние ќе бойкотираме. Или хрватската екипа. Да. И она ги собра сите пеачи и сите пеачи стоја зад неа. Ако пивају они, Нечемо ми. Нечемо ми пиват. Мојата песна беше, ја тоа не знаев, до отпосле ми кажа Твоето у странците беше стаено, у тие... не, као втора резервна. Аха. А као прва резервна беше Тереза. Аха. И Тереза као прва резервна победи на фестивал. Замисли. Затоа што она се дигна голема прашина околу тоа зошто бойкотираат. Ама твојата не влезе за И жал. сите, окей, не влезе. Тоа е да кажеме една причина. Веќе наредната година, не се ни обидов за да пратам, за да бидам дел од сето тоа, затоа што укапирав дека ако немаш човекот внатре, за да те... Джабе плетеш. Да. Бадијала тоа го правиш. После тоа дојде Ѓорѓе Балашевиќ со неговата, меѓутоа Џока веќе беше етаблиран и неговиот текст значи ги падна, ги обори сите, така што на некоја рака, ја не мислам дека некој после него направил таков пробив на тој фестивал. Приватни пробиви, нешто Кроација рекорд со ово нема. Не. Веќе свиреше ли таму негде, пробали на Страдуну, ово, или се држеше до работа? Имав една голема група пријатели, музичари, добро, со кои музицирав со акустични гитари. Ама чисто за својки. Да, еден од тие беше и Дворник. Со него така почесто за Дино се гледав, за Дино зборам. Со него почесто се гледавме. Меѓутоа не толку, затоа што јас држев еден реон од Дубровник до Задар и од Лабочина до Корчула. Мораше да шеташ. Морав да бидам присутен на сите тие објекти на кои имавме работници за да работат. Меѓутоа и од тогаш кога ќе се сретневме ние така. Мало смо чакулали, јели, мало смо пивали, свирали и тоа. Ама тој не беше познат тогаш, уште не беше звезда. Па не, тогаш он го издаде албумот. Или го издаде првиот албум. Го издаде првиот албум, тој Фанки шо му е. Зашто правиш слона од мене? Зашто правиш слона од мене? Тогаш покојни Тоше Попсимонов ми се јави и ми рече дали ги знаеш луѓето кои стојат за тој проект. Ја викам Тоше, ќе побарам. Меѓутоа не успеав никако за да дојдам до него. Ја не ни знаев кај живее Малиов за да можам да го побарам и да се распрашам да видам. Се гледав да, кој е тоа. Затоа што Тоше многу го интересираше аранжерите, продуцентите на албумот, чисто да се запознае и да измени, да размена мислење, нели, искуства и така тоа. Зошто не остана Џокси у Хрватска? Зошто се врати? Војната ли почна? Војната е единствената причина што ќе останеше таму за цел живот. Ќе останев затоа што за 9 години ти да стекнеш така еден голем круг на пријатели. Веројатно и добро се заработуваше, подобро. За заработка да не ти правам муабе, затоа што ако тогаш јас сум зимал 4.500 марки плата, работниците мои зима по 5.000 марки. А оние кои работеа, да кажеме Либија, Ирак, Кувајт, тие зима по $1,000. И тоа по 2 години за доцнување. Така што сите од работниците се бунеа кој е тој Џокси за да дојдеме толку да им даде пари на
на работниците. Ти делеше плата, а? Па не јас лично, меѓутоа они парите ги добиваа од Скопје. Меѓутоа тоа беа тие пари. У плав коверт тогаш. Не, лично стриктно регуларна плата. На сметка, така. На сметка на книжка, што се вели. Го спомна Тоше Поп Симонов и ја спомнавме Хрватска и она што ти одбележа кариерата па и животот на Великден е всушност и на некој начин врзано со Тоше Поп Симонов и со Хрватска. Одеше таму да снимаш или тој доаѓаш од таму овде да снимате? Не, јас песните на Тоше му ги пратив од тук, од Сплит. Така. Значи му пратив 3 песни. Меѓу кои оваа? Не. Него? Му пратив 3 песни. Добро. Изгубено богатство и уште 2. Добро. И кога дојдов во Скопје, Војко ми се бунеше зашто се исомодел кај тетка ми. Да спијам зашто не сум бил кај него. Аха. И вика, добро, викам, Вујче, веќе ќе дојам кај те. Добро. И така една вечер, тоа се, пази, ти си автор, знаеш како, ќе ти дојде наплив на чувства, кои во еден момент само извикав Горане, доаѓај бргу, зимај ливче И пишуј. и пишуј. Значи, во 20 секунди. Да. На Великден сум се заљубил. Музиката или текстот право го пишуј? И воедно. 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 Не вериш како тоа беше изведено. Значи воедно. И Горан полека ми вика, нема полека, пишуј. Пишуј, так. И кога дојдов и само се блокирав и не можам. Толку. Толку е песната. Толку. Заврши, музата си отиде. Да. Бидејќи јас со Тоше веќе се договори да му идам на Крит, Да, тој беше таму. каде што Гордана спремаше некој магистерски, Магистериум, да, така супруга. нешто. Мислам дека е тоа на тој интернационален универзитет за овоштарство. Ај сега тропам. Не знам, Добро, не, али така нешто е. И кога дојдов таму, значи првото беше плачење, липање. Второто беше знаеш што, јас не ги направив сите песни, нешто закочив. Добро, викам, третото викам, јас ќе ти кажам, имам друга песна. Ај, слушни ова. Слушни ова. И му е појам. Да. И само вака вика, ова ја правам. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Песната ја правеше ни мање ни више 6 сата. Ја правеше на биди гитара. Оригиналот што го слушаш, тоа се све опонашени инструменти на миди. Отсвирени на миди гитара, уствари. И тапаните, и басот, само вокалите, Отпеани, но. да, и гајдата која гони ја сними Тук. во Скопје. Така. Сега кажи ми, зад Великден се крие љубовна приказна и сите прво мислеа дека е лична твоја, а ти подосна откри дека е всушност семејна приказна, односно љубовта на дедо ти и баба ти од селото, не знам како се име. Ранци. Во Егејска, Ранци, така, да, во Егејска Егејска. Македонија. Баке, кој ти ја раскажа приказната тебе? Па, тоа баба, затоа што дедо ми беше така молчелив. А баба Али беше баба по уранија- љубовните авантури од младоста. Баба, оранија, баба кој ќе кажеше нешто, тоа држи вода. Држи вода. Таа приказна како одеше. Значи, пред таа да почине ме викна. Добро. Вика, ела, вика, да ти кажам што ни се случи во Младост. Егејска Македонија. Покрај тоа, значи, они што оделе, бегале, Да, војната била, и за значи, она граѓанска. живееле во една куќа со 8 деца, Така. пардон, излажав, со 7, Добро. затоа што
тетката, најмалата тетка е тука, родена во Македонија. Тие 7 деца живееле во една куќа во кој што во приземјето, ај се така во и било остава со шталата и овците. А они живееле во горниот дел од куќата. Така при еден напад партизани им влегле во. Али кои партизани? Партизани бугари. Ако се партизани, Добро. ја така се ја ги викам. Не знам дали се. Не знам ја, бога ми, колку се партизани. Администратори. Администратори. Баба долу чувала овци. Значи, имале 30 овци. Добро. Значи, они скоро 15-20 овци им изеле. Без да праша дали може или не може. Коле печи јаде? Да, бабата имала и обид на силување. Аха. Така што таа една вечер ги собрала децата, Избегали. земале една овца затоа што војко ми бил мал Добро. за млеко Да. и тргнале во другото село кај што дедо ми работел. И така дошле до Битола. Значи пеш. Во Битола, бидејќи се уште тоа било бугарско, нели? Така. Бугарите владееле со тој дел. Значи станува збор за 42-та, 43-та. Така. Значи не е она 47-ма, 48-ма, како што викаат. Администратори. Главниот бран на бегање на егејците. Така што бугарите од Бугарија ги носат со воз во Пловдив. Добро. Меѓутоа не им се допаѓало не од Пловдив, баба ми од Пловдив пак бегање со децата и се сместуваат во Ергелија, Штипско. Добро. Во Ергелија, Штипско веќе е 47-ма, веќе е војната завршена. Добро. Разбираш? Меѓутоа од таму ги селат во Гаково. Една, мислам, големо патишествие. Во Гаково барала баба ми децата да ги учат на македонски, значи барале даскал да дојдат на македонски. Не им дозволиле даскал на македонски, баба со уште една жена, полициската станица ја права со камењ. Баба ми има лежено 40 дена у затвор. Ради ова. 47-ма, 48-ма. Шарена револуција им направила. И шарена револуција. Така што, од таму ги праќат, кај сакате, Македонија сакаме да не вратите. И кај ги враќат? Ги враќат во Тетовско, Сиричино, Саракино, не знам како се вика селото, таму. Ама не ми кажа сега, песната е настаната пред да бидат земени, така ли? Така. Приказната е, Да, љубовна. значи ја уште не сум бил роден. Не, зборувам за нивната љубовна приказна. Нивната љубовна приказна бабата ми ја кажува дента пред да почине. Така? Каде што вели дека дедо праќал 3 години стројници по неа. И дури третата година, А прадедо никако да ја даде. да, дури третата година ја дале баба. Баба била многу уважена. И никако да се сложи она прадедо, но да. Па не за која праша, или го сакала дедото. Да, пази, они се стрќавале само на Великден. Великденот на нив им бил Празник. празник И на од друг празници. агол, не само Да. од И тука се верски пеело, агол. се играло, нели вашари имало како се. забава. Така забави се правиле и во такви едни моменти се праќаат стројници. Се како го било тоа Да ги фатиш на весело, на пијано, така, да ти ја дадат невестата, инаку ништо. Значи таа приказка на баба цело време да кажеме тлее кај мене. Иако со баба ние бидејќи живееле нели во автокоманда, егиците кај живеат ако не во автокоманда, сме на приземје, ние сме бегале за Великден, а преку прозор за да идеме во автокоманда црквата Свети Архангел, мислиш дека се вика. Така, Архангел. И таму сме оделе на миса со баба, без да знае татко ми и мајка ми. Така. Затоа што пари комуњари, Социјализам нема. Тама тука Верата како си полузабранета. пето крака на чело. Сега те прашам ова. Добро, тоа е семејната приказна. Песната стана мега хит и вече не Evergreen. Верувам дека ќе биде за веки навека. Има неколку верзии доживеано или преработки или кавер верзии овие што велат.
една е знам на Пепа Димитрова, една е на Ламбе, па и една и ти имаш за време на короната така ли беше? Со хор некоја имаше Со Мирчацев. Така, Мирчацев, да Буба Мара имаше изедба. Оригиналот си оригинал или секогаш може да се подобри. Со други збори, знам дека е твојата најдрага, ама ако се тргнеме од твојата, од овие останатите, која најмногу ти фаќа дикиш, што ви рекле? Извини. Многу е неблагодарно да кажам која верзија е најдобра. Моја да прашам. Многу е неблагодарно. Сите ми се драги. Меѓутоа, нашиот народ има сосема друга перцепција за песна која се преработува. Нашиот народ секогаш оригиналот му е оригинал. И зошто сега на тој му ја даде да ја препее? Зошто на овој му ја даде? Зошто на оној? Секој има право, јас кажам, секој има право да ја препее песната. Меѓутоа да ги напише генералите, кој е автор на музика, кој е автор на текст. Ја дури инсистирам 50-50 да биде аранжманот на Тоше и на оној кој ќе земе да ја преработи. Затоа што Тоше има внесено во атмосфера во самата песна. Значи, не можеш да ја душата да ја земе, можеш да ја... Така, нели? Тука модифицираш, ама... Тука многумина прават грешка, каде што гледам, на YouTube објавуваат погрешни податоци за авторство на песната. Сега потекнам некои си други правни работи, па ќе видам до кај ќе биде. Мора да го средиме тоа веќе еднаш. Има еден друг момент зашто Ранко инсистираше да се прави преработка. Оригиналот што го слушате, тоа е снимнато од касета. Затоа што оригиналната лента, питата, така, мене ми е избришена во македонското радио, односно во продукција. Случајно или намерно? Случајно или намерно, да. Затоа што јас оригиналот Тоше што го снимавме, така, значи мастерот го оставив во радио за да се направи албумот. Така. Затоа што албумот ти излезе тогаш на касета, така ли? Албумот излезе на касета. Меѓутоа, не е заведена во фонотека. Во фонотека фактички има заведено име на Великден, Джина Папаш Джокси, а лентата ја нема. Значи, некој ја или ја дрпнал, или погрешка ја избриша. А и самиот ти знаеш, нели, и не само аудио, него и видео снимки, бришеа за потребите на собрание за снимање и не знам што. Така, ние си упропастивме... Ја избришавме историјата, тоа е тоа. Да, си избришавме дневно-политички настани, кои утре не важат. Така што тоа е тоа. Добро, си размислувал ли, нели, ко филмови, па и ко песни некои има, што викаат први дел, други дел, трети дел, за некакво логично продолжение, или ако не на Великден, на Божич, може би, што да не? Па не сум, искрено не сум размислувал, затоа што ти кажав, јас у 20 секунди ја направив. Јас немам таков момент сега за да ме удри, за да кажам, еве тоа е тоа. Немам таков момент. А вака наменски не се прави тоа? Наменски. И самиот збор наменски, неш? Имаш намера некоја, ама да. Некако не се води. обидов да направам нешто за Божик. Добро. За Падник. Направив еден текст. Добро. Сега ќе ти ја раскажам причата. Значи, кај што дечково се напил од топла ракија. Прв пат ја кажуваш ова? Прв пат кажувам ова. Ексклузива, дами и господа, ексклузива. Каде што дечкото се напил и у тоа пијанство Добро. почнал да се тепа со сите они кои биле на оган. Добро. Ме разбираш? Добро. И он тука нешто зборува женска, не знам, вакат, а ја видел со друг како стои. На оганот, добро. Разбираш? И као сега наводно ќе видиш ти кој сум ја, оно, ако ти учука медна, не знам што. И кога јас тоа го отпеав дома и само Вики ми кажа, па ја ќе се разведам од тебе. Вики е жена, и тоа беше
Толку. Толку од бадник. Нема празник. Значи, ми треба момент, Да. за да се направи такво нешто. Добро. Джок си спомнав и најавата. Едно време сите беа шокирани кога видоа дека си влетал у политиката, случајно или намерно, искрено и ја, викам што бара човек, ама знаеш како, од нешто мора да се живе. Кој беше поривот прво да влетеш у политички води, оти некако не ми делуваш, па и подосна веројатно и така испадна за да можеш да пливаш со овие пирани и ајкуливе таму. А од една страна, од друга страна, да кажам дека беше портпарол или лице за односи со јавност во Министерството за образование и наука, така ли му доаѓа? Имаше приказни дека министерот, твој пријател, другар од детство, па тој така и така. Кој е приказнат? Значи, вака се. Како? Уште додека бев во Сплит, Добро. значи пред да се распадне Југославија, Добро. ти колку имаш време за ова? Само ти зборувај. Не, многу го расширив. Значи, уште кога бев во Сплит, од Македонија доаѓа вести као ВМРО кој ќе дое на власт, има да исчисти Македонија од србите, од албанците, од не знам што. Од предавници, вакви, од комунистите, разбираш? И сега, пази. А ти Васич. Ти си, не, тоа отпосле да. И сега ти си на страна и доаѓаш и викам, што е ова што се случува таму? Разбираш? И сега сакал Некел, од која веќе почна да се убива, да се војната почна војната, нели? Јас фактички дојдов со последниот авион Сплит Скопје и тоа баш ден после од кога нашиот од Кавадар Цималиов загина. Така. И јатото дознав дури наредниот дел на аеродром, пред да си заминам, си викам, боже мој, викам, што е ова, викам, што се дешава? Мора да е нешто крупно. И кога дојдов во Скопје, се првите тие комши, другари, што веќе, нели, сме се дружеле толку време. И вика, дојде супер ово, она, вика, направивме партија. Која партија? Вика, ВМРО. Па викам, па нели, вие, викам, сакате, викам, сега србите, да ги бркате, не знам што, но не, бе, вика, тоа е пропаганда, ни го лепат, вика, како нешто, дека сме националисти, не знам ово, оно, дали би сакал да дојдеш кај нас? Абе, викам, искрено, сега, викам, дојдов, чека, викам, да факате. Упорен беше Флоровски. Флоровски беше упорен, и вика, дај, вика, те молам, немаме луѓе, немаме кој, ќе ни го земат местото. Так. Кој ни е против кандидат и ми кажа некој таму од ПДП, НДП или не знам кој беше тој. И не се, добро, викам, кој да е, ај ми кажа некој од реформски сили имало. Добро. И сега што сакаш ја да направи? Ај, вика, ти си егејче, вика, наш си овона. Добро, викам, ајде. И ме ставија на листа. И истина ти кажам, не ни бев свесен до каде ќе оди сето тоа. И татко ми дојдоа од пошта сите генерали, нели, од општина, кој е избирачко место сум, не знам што сум ово, и напишеле Ѓорги Васич. И сега татко ми вика, ма видече оник, шта ово Ѓорги, ниси ти Ѓорги, ти си Ѓорге. Да. Разбираш? Абе, остои, седи си мирен, сега у таа општина. Печатна грешка. Таа општина ти кај што си бил порано, не е тоа таа, сосема нови луѓе има, таму и нема што да се буниш. Нека биде Ѓорги. Океј. И првиот круг помина, ја губам. И ги гледам тоа Чучер Сандео, гледам Скопска Црна Гора, тој дел. Тој дел, знаеш, беше башка општина, нели, Чучер Сандео.
И сега. И гледам таму дека комунистите губат, комунистите губат, ама ВМРО е второ. А кај мене комунистите се трети. ВМРО втори, ПДП, НДП, го тропам, не знам кој е, Така. први. Така. И сега викам, па добро, викам сега што ништо, вика, готово, вика, изгубивме. И ја, вика, ај, викам, земете, лобирајте. Вика, што е тоа? Како што? Викам, вашите гласови во Чучер Сандево ќе им ги даете на комунистите. А комунистите Да ви ги ќе ви дадат. ги дадат вас во Чаир. Не, ние комунистите, мамата, ова, она, така, ова, не, никако. После недела дена имаме состанок и сите со наведнати глави. Што е работа? Ние се договориме. Се Се договориме со Чучер Сандово да не ги дал. Значи може да се лобира. Тоа е, викам, соработката, тоа е, викам, и суштината во политиката, да комуницирате едни со други, без разлика што ќе изгубите или нема да изгубите. Да. Секој во своја општина И победи ли ве Чокси? Победив. И влеза. Победив и така станав првиот србин одборник во ВМРО ДПМНЕ на град Скопје. Браво. И како таков бев 2 години. Добро. Меѓутоа, морам да го кажам, Слободно. структурата на тие 37-38 одборника беше многу лоша. Образовна. Во кој смисол? Образовна структура. Добро. 5-6 души беа со средно и со факултет. Другото беше тоа се оние фактички вистинските ВМРО-вци. Ама Тоа се и вистинските Добро. ВМРО-вци на кои јас си минјам капа. Добро. Овие што беа со факултет и со средно, тие ги правеа најголемите мучки у градот. Изгледа така и денес, не? Па, не, најголемите мучки ги правеа во градот. Затоа што, пази се, за 2 години направија таква ујдурба, за да никој од Централен комитет не дојде, за да ни даде обука како треба да постапуваме да работиме со градот. Еве нека чујат. Добро, за да можат Знаат. они да владеат, не знам кој биле, ама. Тоа е времето Тие на знаат, времето знаат кога, на времето Љупчо на Георгиевски, Љупчо. така. Знаат они за која година. се препознаат. Се препознаат. Значи никој не дојде за 2 години да каже. Значи реформските сили и комунистите направија таква една лакрдија што наместија двојца наши одборници. На едниот му наместија затвор, другиот го пратија во Германија на работа и ние останавме со пата. Значи немавме надгласување во градот. И тоа е првиот состав во македонската политичка историја некоја политичка партија да владее 6 години во градот или воопште во државата. ВМРО ДПМНЕ заедно со реформските сили 6 години владеа со град Скопје. Кој беше градоначалник? Горан? Беше Милан Талевски прво, значи Добро. тогаш нашите Добро. правеа се за да го тргнат Милан Талевски, затоа што беше човек на место и ја знаеше структурата и начинот како да се владее со Скопје, со градот. Го тргна. На негово место го донесо Горан, го ставија. Горан Николовски, басистот. Николовски, да. Разбираш? Колегата ни музичар. Го донесоа Горан, меѓутоа со Горан дојде и Фуфо. Така, Фуфо беше заменик негов, ама беше од друга партија. Беше од реформските сили. Си. Или либералите. Сега нека Добро, не знам, не се еден сеќам од ја тие. која Ај се да не ми текне затоа што не сум ни се обидол да запомнам. Не се, го донесоа Фуфо. Така што они двајца си работеа, си врштеа по градот без разлика дали е пата. Значи си ги местеа сделките. Ај се така да кажам, не приватните. Така, добро. Него за градот, ако не и приватните.
се случи тоа со Горан што се случи. Така, погина. На негово место заменски дојде Јове Кекеновски. Меѓутоа и тоа кратко траеше, дали траеше 1 година и он немаше некои си одврзани раце, затоа што се уште градот беше пата. Значи не можеш да ништо да навлазиш. помине, не може да Не може сове. ништо да помине. Добро, јасно. Ништо не може да помине. На собрание. Како ти стана портпарол на МОН? Тоа веќе отпосле. Значи Добро. јас после 2 години во ВМРО ДПМНЕ станав независен 4 години. Добро. Затоа што не можев да ги гледам сите оние работи што се прават од страна. А ти отпадник, значи? Да, отпадник. Бегалец. Да. Не можам да... Знаеш како? Јас сум праведни човек. Ако да, сум за да напредува работава за да иде, ама не ме прави будала, не ме прави мајмун. Ама пак стана како се вели, од таа партија стана... Не, тоа нема врска. Како Тоа е нема сосем... врска? Нема врска. Тоа нема врска. Јас кога постане независен кандидат, независен пратеник во советник во градот, почнав да работам во Телма телевизија. Така. Телма телевизија со либералите кои фактички стопанисува со градот на некоја рака. Добро. Да не кажам, ај се. Добро. Да не се отвора многу. Не се, како и да е. Политиката е тргнала на страна, а со Перо дојдов во контакт кога почнав да ги снимам тие емисии за деца. Он беше Перо им беше основач на Пекснас. Пекснас беше средно школа кои ги користеа просториите на ова школа кај е Пролет, како се вика, гимназија Курчагин. Ги користеа просториите од Курчагин и трае само 2 години. Добро. После тоа му го укинаа школото. Добро. Јас за тоа училиште, бидејќи ми се допадна начинот на работа, Добро. снимав неколку емисии. Добро. И така се запознав со Перо. Перо беше тогаш од ДА, Демократска алтернатива. Заедно со Грујовски и со Тупурко. Така. И после известен период ми се јавува Перо и ми вика, знаеш што, вика, дојди да те частам пијачка, вака и вака, вика, станав државен секретар. Перо, викам, браво, а валда ти каде што? Во образование. Мене очи не 6 банки. Супер, викам, сега ќе ми пројде некој проект. Ме разбираш? Добро. Затоа што јас тогаш на големо работе со емисиите за деца во Телма. И после година, дена, 2, еве го пак ми се јавува, вика, знаеш што, вика, вака и вака, имам проблем, тоа е 2008 година, имам проблем со младинците во Штип, во Струмица. Каков проблем, Перо? Па имам, вика, 2 групи на Унија на млади сили во Струмица, кои се судрени, а имаме, вика, сега парламентарни избори. Те молам, вика, јас, вика, немам снага да се расправам и со едните и со другите, дојди, процени ми, кажи ми со кој да земам обврска за да работам. И јас така отидов, завинав за Струмица. И нормално стапи во контакт со дечките, ги извагав кој што може, кој што не може, нели, му кажав на Перо му кажал на Ставревски тогаш беше задолжен за таа изборна единица. И после недела дена ми вика Перо, знаеш што, вика, Зоран Ставревски те вика за да дојдеш тука со нас за да работиш со младинците. Перо, викам, ја како ќе работам кога? Викам, имам обврски спрема телевизијата. Добро, вика, ти тука, вика, нема, вика, многу, вика, само петок, сабота, недел. Ако е така, може. И викендите одев, за да работата со дечкиве стварно прерасне во нешто што јас до тогаш не сум ни замислил дека тоа може така да биде. Имав 5 души со мене, тие 5 души од непризнаената младина на ВМРО ДПМНЕ од
од Струмица, ние ја поминавме цела изборна единица, направивме три, како да кажам, дефилеа со блех музика, Струмица, Радовиш и Кавадарци, и сума сумарум ние освоивме дали 13, дали 15 Изборни единици? дали 15 пратеника од таа изборна единица. И ми се чини дека до ден денеска тој број не е надминат. Не е И надминат. пак не ми одговори како стана портпарол. Чекај, па полека. Морам да те врзам. Немаме бескрајно време. Не, ова е мисля ќе ти биде историја. А да, дај Боже. Ќе имаш за што да го користиш. Најголемата жалост, морам да го кажам, најголемата жалост, што тие петте перспективни, високо квалификувани ученика само за еден најдоа простор да го вработат. Другите петте деца секаде на 5 континенти ни светот. Тоа е она болката. Значи, уште пред 15-16 години ова се дешава. Не се, да ти кажам се како дојдов. Кога се вратив во Скопје, Риздо Лазаров, као директор на Телма телевизија, нормално, новинарите му кажале дека Џокси е прави дефиле во изборна единица. Другиот ден ме чекаше отказ и јас како таков Значи доби шут карта од Телма. Да, не жут, црвен, дебел Не, црвен. шут карта од Телма. Шут, да. Дебел црвен картон. Не и се, окей, го прифатив тоа као такво, меѓутоа кога одев по телевизиските станици за да нудам емисии за деца, значи ниедна телевизиска станица не кеше да прифати емисии за деца и така останав, она што се вика, најверојатно дека ќе земам гитарата в рака и ќе одам од кафана до кафана. Меѓутоа, после месец дена ми се јави Перо Стојановски и ми вика, премиерот ми кажа дека сака да те види ке мене у кабинет. Добро. Вика, те молам, вика, дојди, тука сме, те чекаме. И дојдов, тогаш Министерство за образование беше во зградата на Правда, сега кај што е? Центар, добро. Во центар. И тогаш јас На отидов рекорд, таму што би рекли. и Перо го имаше собрано кабинетот, 15 души, И што вика да го представам новиот да ви го портпарол. представам новиот вашиот колега, протокол. Така. И вика, ова е столче за тебе, седни до мене. И ја, брат, не знам што е протокол. Нит што е ова, нит што е она, поема не. И од кога се заврши состанокот и го викна шефот на кабинет, Гуле Гулев, и Гуле иде со книгите. Протокол. Да научиш што е И протокол. ми вика, еве ти ги. Книгите и би те замолил, вика, да прочиташ зашто станува збор. Значи, 2 скрипти натолкави. Учеше како се прави протокол. Тоа беше страва и ужас. Значи, јас тоа морав у року од 15-20 дена пред да почне Кампања. званичното представување во јавноста, Да. за да ги поминам. Да, нормално не успев, затоа што барав некои скратенки за да дојдам до суштината што значи протокол. И така, дојдов до тоа. до тоа. Бев таму колку? 2,5 години. Така, да, чека ви 2,5 друг. Сега сакам да прашам пред отприлика па 2,5 години јавно излезе и се жалеше и на МОН, и на Телма, и на МТВ дека и нови градежници Да, твои дека не ти уплаќале Да, не ти тоа е уплаќале пензиско, односно Точно. социјално пензиско пред се. Значи не криев, нема зошто да крием. Тоа е Ти оне фалија години за пензија, многу. Ми фалеа година за пензија и морав да докупам година и пол за да си ги остварам овие 15 минимум што ги имам. Разбираш? А инаку ќе имаше 25-30. Че имав 30 години, 40 години че имав.
Никој не плаќал. Разбираш, никој ништо не плаќа. Имам само 6 месеци од Телма. 2 пати по 3 со прекин еден ден. Ме разбираш? И тоа ја не знам која е таа филозофија за да те викне да работиш, за да не ти плаќа ништо. Зашто? Затоа што некој друг го држи тоа место. Значи има начин, меѓутоа нашиве не сакаат тоа да го сторат. Пази, не сум само јас оштетен. Има стотинци илјади луѓе на кои им се скратени правата на пензија како на мене. Значи не сум само јас таквиот. Во Телма, допрва тие вработените кои ќе одат во пензија ќе имат проблем. Затоа што тие на секои 3 месеци имаат еден ден пауза, па после продолжување пак назад. Значи нема да го добијат процентот на... Ќе ги има годините, нема да го има процентот за пензија да го добие. Да не ме разбираш. Која е таа глупост? Што може еден безсмислен наводно директор ФАКМА да го направи тоа? Му се може. Зашто? Не знам зашто. Веројатно има зашто. Може, веројатно имало зашто. Според неговите проценки и веројатно тие над него. Како год да е. Едно време исто ме зачуди кога влета и во овие новинарски води, односно појавата на првите портали, беше главен и одговорен уредник на еден од тогашните први портали, без пардон се викаше, така ли? Да. Ама испадна дека без пардон и собственикот на порталот, кој заврши како што заврши и порталот и тој, ама за малци ти ќе завршеше, а бога ми и твоето семејство или супругата ќе завршевте. Стресови. Многу. Може ли, ама у 2 минути приказната да чуем? Не може у 2 минути. Не може у 2 минути. Ништо, јас бев како главен и одговорен уредник и како директор со папири, со све. Меѓутоа ми накрца една загуба од 30.000 евра, на која не можев да се сложам, бидејќи немаше никакви индикации дека некоја фирма ќе влезе да ги покрие. Так. А он се представуваше дека ги има сите луѓе на линија. Разбираш? И он си изеде добар куќутек, си изеде од мене. Значи, патолошка личност. Да, патолог. Значи, добар кјутек изеде од мене, за да ги преземе сите ингеренции, печати на себе и да му кажам чао, фала, многу пријатно. Поведе по себе доста луѓе кои исто застанаа зад мене, кои подоцна не можев да ги канализирам во Кукурику.мк, затоа што стварно за да се води еден портал треба да имаш добра мецена. Кукурику е сегашниот портал кој го имаш. Да, кој го направи добра, треба да имаш добра мецена за да ја обстои. Порталот е бунар без дно, исто како што е и телевизијата и радиото. Значи, Така, треба да имаш добри. За малку и сопруга да ќе ти останеше без работа. Јас ја знам таа приказка, ветувајќи човекот дека ќе запосли не знам каде. Да. Да, меѓутоа не. За сва среќа не се деси тоа. Сва среќа не се деси тоа. Меѓутоа имавме по некако бевме поприбрани, поизгорени за да повторно изгореш. Разбираш, тоа така би сега може да го кажам 2 минути. Так, покажувал, јас колку знам и документи дека сигурно е вработена подпис од не знам кого, до премиер дошло тоа. Да. Ама не наседнавте на приказна. Не, тамано. Абе, какви се неоригинални документи, а уствари све фалсификати. Тоа е она. Имаш и кај е тој човек сега? Знам дека беше. Не знам. Негде по штипските затвори, ама. Слушам во Штип, аз се деси нешто, а од тој тип све он ми е на памет. Претпоставувам дека конечно се средил. Вајда, не знам. Ако е, како се вели, диагноза во прашање, тешко.
тешко се лечат тие диагнози, но да не преудицираме. Можеме ние за него да правиме на башка емисија. Знам, ама не заслужуваат тие ликови. Кажи ми, скоро беше во Јапонија, каде што твојата ќерка Ева беше на постдипломски студии и магистрираше, ако не се лажам. Не знам на која област, ама знам дека е магистр. Како ја доживеа Јапонија? Као science fiction, као друга планета, или? Знаеш, она кога ќе го видиш Токио вака малку, ако си внатре, не, ама ваку по страна, а имав можност, бидејќи ние бевме во Кавасаки, Така. и кој ќе се качиш на една од тие зградите, кој ќе фрлиш поглед према Токио, и све ти изгледа као нешто, као да си на Марсија. Вау! Тоа е нешто фантастично да се види. По што се сличи јапонците, освен по висина со тебе, аш по што различни од нас? Чуј да ти кажам, јас бев најмал. Не е тоа пораснале умеѓу време. Не се баш така мали како што се зборува. Како што се зборува. Меѓутоа, многу се пријателски настроени. Исто како и ние. Гостопримливи. Гостопримливи се. И тука немавме никаква пречка. Секогаш се насмејани, секогаш се ведри, не се оптеретени со политика. Не се оптеретени со тоа дали ќе им таса пензија, дали ќе им дојде плата или не знам што. Ако земеш во предвид дека последниве 15 години производите на цените не им се качени. Ни еден, ни пола јен. Замрзнато све. Да. А платите секоја година им одат нагоре. Како нема да бидеш ти задоволен? И насмеан. И насмеан. Така. За нивниот стандард, тоа е ефтина. Ама велат да работат како мравки. Не е точно тоа. Не е точно. Не е точно. Не е вреден кој јапонец. Не е точно. Тоа ние сме го измислили. Мит. Тоа ние сме го измислили. Евгенија работи 8 сата. И има 1 сат пауза. Работи од 8 до 4 до 5. И тоа е. Колегата, не сме право. Значи нема право. После работно време да ја пушти мејл или да разговара со неја на мобилен за работа. Сабота и недела не работи. Колегите немат право ниту да ја пуштат мејл, ниту да разговарат на мобилен за работата тие 2 дена. Значи работнички права као измислени. Значи, ми вика тато, вика, ја вика у 8 сата имам доволно време да завршам се она што се бара од мене. Така вика и работникот. Со тоа што некои денови па ми останува и вика во 2-3 сата вика луфта да не знам што да правам. Па правам вика обиколка да видам до каде се другите со работа. Бидејќи она работи во фабричка хала и цело време е во движење и може да си го дозволи тоа. Значи, без да излезе надвор вон круг, затоа што во хала, во самата фабрика има се и се што. Доживеа ли технолошки шок кога виде таму чуда какви има? Па прво кога се симнавме од аеродром и сега одиме со тој нивниот воз. Не е метро, воз е. Так. Ама 300 на сат оди. Возот не е од тие. Не. Не е од тие. Автобус 40 кец. Таков воз. Задрачево. Ме разбираш? 40 задрачево, добро. Од сите страни имаш дисплеови. И секој дисплеј си има своја информација. Значи, од јадење, пиење, до хотели, до не знам што, информации за било што да е. И да кажеме, имаш еден генерален дисплеј на кој ти дава за станица. Значи, во секунда. Како го не знам како да ти го опишам тоа. Автоматски имаш најавување на секоја станица. Ти кажува дека таа и таа станица доаѓа.
ти само можеш да гледаш на дисплејот за колку време ќе стаса. За толку време доаѓа. И ти за тоа време се спремаш да излезеш. Добро, познати се по брзина и прецизност. Друго нешто, што има? Храната како ти се бендиса? А тивко е, таму во кафичите немаш гласна музика, односно немаш никаква музика. Ако сакаш да слушаш, таа слушалките уши слушај. Индивидуално слушаш. Клубови дискотеки. Нема. И има клубови дискотеки, ама само таму имаш гласна музика. По ресторани, по кафичи немаш. По улици, по не знам што да е. Пикавци не фрлаат, Но, предпоставувам. какви пикавци? 2000 јени е казна ако те фата со цигара на улица. Ни пушање нема, замисли. 2000 јени, викам, тати, викам, колку е, викам, ова, наши, вика, 750 денари. Ту, викам, намерно, викам, ќе запала. Да, вика, срамот е голем. Дека си казнет. Срамот е голем. Поголем е страмот отколку стравот. Па сега ти можеш да замислиш, сега тоа не е технолошки шок, тоа ти е културолошки шок. Културолошки шок. Значи, они тргаат од себе. Они тоа што чистат, они не чисти за себе, чисти за мене да ми биде чисто. Ја кој ќе дојам да биде чисто. Тоа им е филозофија. Скара ке бабчиња немаше, ама има риба. Имаше еден донер, турчин, го држаше донерот, инаку ова друго, кафаните им се фул од дење до ноќе. Фул. А таму имаш од се и се што. Значи, јадат свинско, јадат говецко, јадат риба, најмногу морски плодови јадат риба, значи све јадат. Нормално, рибата им е наевтина, иако ја имат од увоз, од Чиле, од Норвешка, од Исланд. Имат и они... Не разбираш, имат и нивни, али имат и увоз. Свињата, свинското месо сами го произведуваат, а говецкото го увезуваат од Аргентина, од Австралија, од Нов Зеланд и така. Тоа е тоа. Значи, петка за живот, што би рекле. Петка. Мислам, феноменално е за живот. Меѓутоа, ако се снајдеш, ако сакаш да се снајде. Јазичната бариера, да, пречка е. Меѓутоа, ти немаш представа колку Евгенија има предност што го знае јапонскиот јазик. А го научи? Веќе 90% на неа само кој ќе прозбере вратите ја се отворени. Они кои ќе видат Белец како зборува јапонски, тоа е за нив вау. Тоа ти е нешто слично као Гонзалес кој збореше македонски, нели? Па ние паѓавме у несвес од тоа и види го како за краток временски период научи македонски. А те прашам, така ај да те прашам, а ако зетот биде јапонец, ќе кажеш вау? Па и ми се чини и ќе биде. Така стојат работите. Нека се живи и здрави. За крај. За крај. Па види, добри сати полутепавме, а може би повеќе. Како да ти кажам, сега си послободен, имаш помалку обврски, ама ми се чини некако понеактивен си, кој имаше повеќе работа, повеќе музички активен си. Спремаш ли нешто? Има ли нешто на лагер што се вели во најава? Имам јас веќе 15 на години проблем со гласни вежици, така што тоа е една од причините што не можам да... До тој степен да не можеш да пееш? До тој степен. Тоа е многу, тоа е... Да не зборам. Добро. Тоа е единствениот проблем што не сум музички активен, иако во овие 15 на 16 години снимив 2 песни, една за Скопски Орхидеја и една за Макве сега пред 2-3 години. Тоа ми се тие така песни останато. Меѓутоа, во подготовка сум за еден концерт, затоа што веќе до година ќе правам 50 години као музичка кариера. Свираше концерт овој заедничкиот, така ли, оној што го спомна? Да, тоа го... Да, извини, заборев. И тоа го поминав, ама со мак го истерав концертот. И тоа ми беше као она подготовка, дали би можел ја да издржам еден концерт голем да штик проба, што би рекле. Така. И ќе се обидам, значи, наредната година да го сторам тоа, убаво да се подготвам. Се надевам дека ќе ги средам ќе го средам проблемот со гласни вежици и еден целовечерен концерт
не би било лошо да се заокружи. Меѓутоа, тоа би било ревијален концерт, тоа не би било она концерт за тезга, као што го прават колегите мои, бидејќи тука ќе вклучам и детска музика, тука ќе вклучам музика акустика и сите да, песни. и од Макакус и на крај, нели, оние песни што си ги творел. Сам што сум ги. Тоа е тоа. Джокси, ти посакувам прво многу здравје. Благодарам што ме удостои да бидеш гостин. Ти благодарам што поразговаравме. Има многу да се збора со тебе, ама има и второ полувреме. Ова за политика со никого не сум го правил. Значи, ова е прва со тебе и мислам дека докучив до некаде, доловив. Па, ако некому му се слуша, нека слуша. Од грешките се од минатото се влечат поуки за грешките, така што. Ќе објавам јас на профилите мои, нека знаат. Добро, може би мемуари ќе пишуваш еден ден, кој те знае. Тоа е тоа. Ти благодарам многу. Драго, да си жив и здрав и да се видиме на тој концертот за по повод 50 годишнината. Задолжително. Така. А вие, драги мои, се надевам дека многу тоа ексклузивно слушнавте во оваа прилика со Джина Папаш Джокстин. Слушнавте работи кои и самиот вели дека за прв пат ги кажува, слушнавте некои кои можеби сте ги наслушнале, ама сега ги потврдивме или демантиравме, не знам. Само знам дека ваквите луѓе кои имаат биографија, имаат што да кажат, што да слушнете од нив, што да научите, како треба, а бога ми некои работи како не треба, од кои треба да се пазите. Ако е така, а така е, бидете тука, бидете со нас и следната среда, секогаш ексклузивни гости, зашто знаете како велиме, во ништо лично, ништо слично на друго место. Ве сакам, се гледаме на 7 дена. Чао!